Почитувани, добар ден. Најпрво би сакал да ве информирам дека во изминатиот период се водеа интензивни преговори меѓу работни групи на ВМРО ДПМН и СДСМ со цел да се надминат проблемите кои ги наметна владината коалиција во врска со законската обврска за користење на фингерпринт уредите за предстојните избори. Иако сите политички чинители дадоа поддршка пред повеќе од една година кога се донесоа последните измени и дополнувања на изборниот закон. И покрај сите напори, отстапки и пред се волја од страна на ВМРО ДПМН да овозможиме да се користат фингерпринт уредите за локалните избори и да нема повеќе гласање со брзи прсти, владината коалиција на СДСМ и ДУИ на секој можен начин ги обструираше преговорите и не сака да овозможи имплементација на овие, повторувам, законски обврски кои се на сила повеќе од една година. Дозволете во продолжение да дадам мала хронологија на настаните. Обврската за користење на отисокот од прст наместо досегашните спреј и UV ламба се на сила од 16.2.2020 година, значи како што кажав повеќе од една година. И покрај законската обврска, владата на СДСМ и ДУИ во буџетот за 2021 година не предвидоа средства за набавка на уреди за отчитување на отисоци за прсти и покрај барањата на ДИК и укажувањата дека без истите нема да може да се спроведат избори. Повеќе или помалку, владата го услови обезбедувањето на финансиските средства со, според нив, неопходните измени и дополнувања на изборниот закон. Небулозни се тврдењата дека со сегашните одредби на изборниот законник МВР не смеело да ја достави базата на податоци со отисоци на прсти. И ќе ви кажам и зошто. Треба само да го погледнете членот 43 од изборниот законник, каде што е наведено дека Министерството за внатрешни работи до Државната изборна комисија доставува податоци и фотографии за граѓаните и потоа врши само разграничување во однос на тоа. Со наполните 18 години живот, заклучно со денот на изборите, кои имаат лична карта, односно патна исправа, кои немаат и слично. Никаде во членот 43 или никаде во изборниот законник, каде што обврска има МВР да доставува податоци, не се таксативно наброени кои се податоци се доставуваат. Туку ги доставуваат неопходните и потребни податоци до ДИК за да може да се спроведат изборите. Па логично се наметнува прашањето како до сега се доставува и матичните броеви и адресите на живење и сите неопходни податоци и зошто ова се наметнува како проблем. Но и покрај се ова, ВМРО ДПМН се согласи да се направат измени и дополнување на изборниот законник, се со цел за едноставно да не дозволиме гласање со брзи прсти. Кога веќе беа преговорите во напредна фаза и кога очекувавме дека ќе постигнеме договор и конечно измените и дополнувањата на изборниот законник ќе влезат во собраниска процедура, од владата на СДСМ и ДУИ беше покренато барањето во игра да се врати повторно користењето на спрејот и UV ламбата, иако по завршувањето на парламентарните избори 2020 година овој член е ставен надвор од сила, односно законот упатува на задолжителна примена на уредите за отчитување на отисок од прст. Дали намерата на владата на СДСМ и ДУИ е можност за семејно гласање и гласање на лица кои не се присутни на избирачките места во Република Македонија да продолжи? Дали намерата е повторно да има брзи прсти и гласање ала Усеин Болт? Тоа ќе оставам да го проценат граѓаните. ВМРО ДПМН инсистира на доследна примена на изборниот законник, односно новој метод и современа пракса токму за да нема повеќе брзи прсти како низа изборни циклуси во минатото. Одбивањето да се прифати електронскиот отисок на прст е зашто власта на Заев спрема кражба на изборите. Целокупната одговорност за тоа што ќе се случува е нивна. Ние нема мирно да седиме и гледаме како крадат уште едни избори. Упатуваме апел и до меѓународната заедница да реагира, да не биде нем наблюдувач и да изврши притисок до власта за да го почитува она што е напишано во законот. Не бараме ниту повеќе, ниту помалку. Само да се испочитува она што е напишано во законот
и да се обезбеди електронски оттисок на прст за да нема дупли гласања, бугарски возови и кражба на избори. Има 7 месеци до изборите. Доволно време за да реагира меѓународната заедница. Одговорноста е и на меѓународниот фактор. Нема да дозволиме најкорумпираната влада во Европа да организира уште едни талибански избори. Целосната одговорност е на владата и институциите предводени од коалицијата СДСМ и ДУИ и ваквиот тенденциозен обид за изигрување на законот, освен низ призмата на подготовка на брутална плячка на локалните избори, не може да се толкува на ниту еден друг начин. Ви благодарам. Дали има прашања? Ве молам уште еднаш. Навистина не го разбирам прашањето, бидејќи тука не станува збор за согласување или несогласување. Станува збор за законска обврска. Тоа е како вие да кажете, јас не се согласувам да платам данок. Вие може да не се согласувате, на крај мора да го платите. Значи, овие измени се донесени 16.2.2020 година. Пред повеќе од една година, со консензус на сите политички партии и согласање во ова исто собрание каде што денес се наоѓаме од страна на сите политички партии. Значи, желбите, дали некој се согласува за нешто, да ги оставиме за дома. Овде станува збор за доследна примена на законот. А законот вели дека, почнувајќи од локалните избори 2021 година, единствено избори може да се организираат со уреди за земање оттисок од прст на секој гласач. Дали ова значи дека ако не се обезбедат апаратите во фингерпринт, не може да се организира? Па то токму значи. И токму затоа го потенцирав кои се небулози и кои се пречки се обидуваат од оваа владина коалиција да ги направат. Не обезбедија финансиски средства, иако речиси цела година гласа за истата обврска, иако ДИК во неколку пати му кажуваше дека средствата мора да се обезбедат и дека без обезбедување на уредите дека не може да се организираат избори. Има 7 месеци, повеќе од 7 месеци до изборите, доволно време да најдат начин да го надминат овој од нив креиран проблем. На почеток рекавте дека имате интензивни преговори, помеѓу кои беа тие преговори конкретно и кој беше објаснувањето од другата страна, зошто не може да се проведе? Како што кажав, работните групи беа составени од представници на ВМРО ДПМН и представници на СДСМ. Во однос на било кои детали од договорите и аргументи, само што ги кажав. И го цитирав членот 43, наводно проблем беше тоа што МВР немало во наводници обврска да ги достави оттисоците, но и покрај тоа, како што кажав, се согласивме да се направи таква измена, бидејќи го цитирав членот 43, нигде не е цитирано нити наведено во детали кои се податоци ги доставува МВР. Еве уште еднаш ако сакате ќе прочитам. Ставот 1 вели: Министерството за внатрешни работи до Државната изборна комисија доставува податоци и фотографии за граѓаните. Значи, по овие податоци влегуваат и нашите матични броеви, и нашите адреси на живење, и сите останати податоци кои што се наоѓаат де факто во избирачкиот список. Значи, нигде овие податоци не се наведени детално, за да МВР нели се правда дека нема обврска. Да, се наведени детално во еден од останатите членови кои што патува што се содржи избирачкиот список, но не и како директна обврска на МВР дека мора да ги достави. Па до сега сме организирале еден мал милион избори во минатото и никогаш никој министер на МВР не направил проблем во однос на доставување на податоците. Но и покрај се согласивме. И еве сега одново имаме пречка.
Па не знам дали воопшто, извинете, треба објаснување. Крај крајва сите вие сте овде речиси секој ден во собранието. Комисиите, седниците на комисиите течат, секогаш тековно се разгледуваат материјалите кои што пристигнуваат. Еве јас лично после завршувањето на ова пресконференција одам да имам седница на комисија каде што сум председател, истото го прават и останатите колеги. Видете, мислам дека нема потреба повеќе пред јавноста да се објаснува кој е кочничар во државата, кој единствено што го интересира е криминалот и како да се испере од криминалите. Мислам дека се во состојба, особено првите луѓе во СДСМ, да не обвинат буквално за се и се што очекувам кај да е да излезат и да кажат и дека се ова со вакцините и зошто немаме се уште набавено вакцини, не е почнат процесот на вакцинација, да не обвинат нас од ВМРО ДПМН дека сме криви. Таква е дојдена состојбата во државата, што мислам дека нема човек што барем мака интимно насамо нема да ви се согласи дека полошо ни било, ни ќе биде. Па, немам директна информација, можам да кажам само што предпоставам, секако тоа е мое лично мислење, дека тоа е само кулминација на недоразбирањата кои што бевме сведоци, кои што се случува во целиот овој изминат период. Јанушев. За која понуда? Мислите за она крајно несериозната понудата за обид да се амнестира од целиот криминал и лоши политики кои што ги прави. Видете, да излезете во јавност и да кажете дека барате широка влада, каде што вие ќе останете премиер и вие лично ќе ги бирате кои луѓе од опозицијата ќе учествуваат во таа влада, истовремено кажувајќи дека тоа е за да се направи реформа во администрацијата, каде што на големо се врши вработување, илјадници, вклучувајќи го и во неговиот личен кабинет, каде што во моментов имате оглас за 130 вработувања во град Скопје. Видете, во најмала рака е продавање на празна макла. Зашто би влегле во таква коалиција? За да го амнестираме за сите криминали, неуспеси, одсправување со корона кризата, вакцините, криминалите и корупцијата? Нема потреба. Да, ние предложивме, но техничка, односно експертска влада, чија што единствена цел ќе биде организирање на кредибилни, транспарентни, слободни, локални избори заедно со парламентарни избори. Не, но оваа тема, од тоа што јас го имам каква информација, не. Може да се отвори како тема во партисипација. Кој да се... Значи, за оваква понуда, па предпоставам дека ќе се отвори штом председателот излезе од самоизолација. Законот за... Видете, сите наши ставови во однос на законот за државјанство, нашиот став во однос на измените на законот за личните карти, се она што се случуваше исто така во знаете во јавноста во однос на пописот, се ставови кои што сме ги кажале многу пати. Има работи кои што со поднесување на амандмани точно, некој пат за да се спречи донесување на штетен закон, некој пат од причина што треба да се подобри текстот на истиот. Така да од она што веќе е кажано не би имал што повеќе да додадам. Видете, не знам што е поразлично тоа што го правевме со собирањето на подписите и со иницијативата која што ја поднесовме во собранието за да прекине пописот на овој начин и да се направи на вистина попис како што ни треба. Ако е поентата да видиме колку луѓе во Република Македонија имаат државјанства, однос се граѓани на државава, немаме потреба од попис. Ќе ги земеме податоците од МВР, од Министерство за правда, евиденција за водење на матични книги, од нив ќе ги одземеме луѓето кои што починале и ќе ја видиме бројката. Да спроведуваме ваква операција за на крај да видиме дали сме 2 милиона, 2 милиона 100, 200 или 500,
а да потрошиме при тоа толку пари и ресурси и дополнително да го загрозиме здравјето на граѓаните, за нас се надвор од памет. Па веројатно направиле некој добар дил со Заев за да можат после да им дадат пари на луѓето да си ги платат казните.